ете, тоа е интересно бидејќи таа тема, исто како и јавна администрација, се прв пат дел од скрининг за пристапување кон Европската унија. Тие досега биле споменувани во делот на политички критериуми, кои што се третираа како предуслов за почеток на преговорите и кога ќе почнеа преговорите веќе се сметаат за исполнети. Но од искуството со другите држави, Бугарија, Романија, Хрватска, кои што пристапиле во последните години, сватиле дека е потребно да се следат овие прашања во текот на целите преговори. Што спаѓа под функционирање на демократски институции? Тоа се сите оние основни демократски обележја на државата, кои што се секогаш во ведните делови на извештаите на него. Тука е собранието и како функционира собранието. Знаеме дека ние имаме актуелни проблеми на таа тема. Сите оние блокади, бескрајни амандмани, бескрајно одолговлекување, закони кои што стојат и по 2 години во собранието, тие прашања ќе се дискутираат. Жан Моне диалогот во собранието, како да се воспостави една средина која што нема да биде поларизирана до таа точка да не функционира собранието заради тоа. Прашањето на изборите и изборниот законник, исто така, се дел од функционирање на демократските институции. Значи, сите прашања поврзани со препораките на ОПСЕ, ОДИХР, слободни избори, но и изборен модел, доколку ние сметаме дека таа тема треба да се отвори. Секако, тука ќе влезат и оние народен правобранител, сите оние институции кои што ги штитат правата на граѓаните и помагаат за функционалност антидискриминација, помагаат за функционалност на демократијата.